Добар ден назад во отвореното студио. Студио 1 на 1 ТВ. Продолжуваме со оваа отворена програма во која што имаме разни гости со кои што дискутираме главно политички, но не само политички настани собитија во Македонија, бидејќи како што знаете, Македонија повторно е во едно политичко вриење, имаме една драма, мелодрама, како сакате наречете, која што започна многу одамна, сега во една фаза дојде со усвојувањето и започнувањето на процесот за промена на уставот, а сега драмата изгледа дека се пресели во неголемата опозициона партија ВМРО ДПМН, каде што деновиве во последните 24 часа практично се случува една мала граѓанска војна околу тоа кој какви позиции завзима и кој мисли на кој начин да преживее следна фаза во тие вријаши. За таа цел ние денес имаме разни гости во студиото, но сега во овој момент со мене во студиото е господинот Ване Цветанов, кој што е претседател на Сдруженијето Зелена лупа, со кого што ќе поразговараме за некои од овие аспекти на случувања, но пред се тука и колешката Весна Велкова, која е нашиот собраниски известувач и инаку репортер на разни страни и така. Весна, денеска во собранието ти туку што дојде од собранието. Предмалку, да. Така е. Што се случуваше во собранието? Вака се раздвижено е, вака навидо мирно, но сепак раздвижено некако. Значи неофицијално интересна веста дека државниот секретар за европски прашања Метју Палмер денеска ќе се сретне со група пратеници на опозицијската ВМРО ДПМН. Сега не се откриваат детали околу средбата и за што ќе се разговара, но може да нагаѓаме дека тоа ќе бидат актуелните политички случувања и во самата партија и во собранието и нивната поддршка. Потоа денеска им пресконференција одржа пратеникот на СДСМ Маки Рацовски. Уште еднаш ги повика своите колеги пратеници од ВМРО ДПМН да дадат поддршка на договорот со Грција и со тоа да се обезбеди уставната поддршката на нацрт амандманите за промена на уставот нели. Потоа одржа и пресконференција опозицијската беса пратеникот Сендели, кој и официјално рече дека ќе поднесат свој амандман со кој ќе бараат официјализирање на албанскиот јазик на целата територија. Тоа накратко беше што се случува. Така е, она што бидејќи вријат социјалните мрежи, и не само социјалните мрежи, туку и медиумите. Денеска мислам дека барем 15-20 пратеници на ВМРО ДПМН излегува со своји ставови, овакви поддршки, онакви поддршки. Слушам дека десетина души од пратениците на ВМРО ќе се слетнат со Палмер, иако се уште се во дискреција нивните имиња. Има ли нешто околу тоа? Таа ли е бројката, повеќе, помалку? Па околу десетина пратеници се од на списокот што би требало да се сретнат со Метју Палмер. Таа и бројката што неофицијално се шпекулираше дека мнозинството ќе стигне до 90 пратеника поддршка за крајното усвојување на целиот овој процес на измените на уставот. Сега Заев рече и дека може да се стигне и до 120. Се почнали ни активности за разговарање за тоа каков ќе биде концептот за помирување, за простување и така натаму. Во парламентот имаше ли денеска нешто? Така. Имаше, новинарите го распрашувавме токму представникот на СДСМ за оваа иницијатива која ја покрена пратеници на ВМРО ДПМН, оние што гласаа за уставните измени пред 2-3 дена. Но се уште од ниту една страна нема директна иницијатива за ваква комисија. Неофицијално оваа комисија, па и официјално се чека денеска активности со Палмер, утре е празник и најверојатно во среда ќе биде ќе се цртаат контурите на оваа комисија. Сега дали ќе биде формирана или не, можеби ќе биде формирана во петок, ќе се знаат членовите кои ќе бидат на таа комисија, целта на таа комисија веќе ја знаеме, но содржината што ќе биде конкретно ќе почекаме. Од вчерашната пресконференција на Шекеринска и дознавме и не дознавме многу повеќе. Денеска има ли некакви макар off the record брифирања во парламентот кон новинарите? Не, имаше официјалната пресконференција, но на која можевме све да прашаме, но конкретен одговор ништо не добивме. Добро, Весна, јас ти благодарам. Знам дека те чека напорна работа, бидејќи меѓу другото и за вестите кои што се после овој прилог од 2-30 минути имаш и своје учество и во вестите. Ти благодарам. Штом камерата не се фокусира на мене и на Ване, ти си слободна да не напуштиш. Ване,
какво е твоето, може на ти, нели, бидејќи сепак се знаеме по долго време. Какво е твоето гледање на овие сите работи кои сега се случуваат? Како ти се чини, во која фаза сме, како се одвиваат работите, што се случува во ВМРО ДПМН во последните ден-два? Генерално, за среќа, Македонија влегува во разврска на најкомплицираната политичка криза во историјата на државата. Така ја оценуваш како најкомпликувано до сега? Да, затоа што оваа состојба пред гласањето во парламентот и пред референдумот беше комплицирана до степен дали понатаму Република Македонија ќе опстои или не. За жал, многу недоволно добро беа објаснети главните поенти и успесите на премиерот Заев во текот на референдумот, а особено оној дел со тапијата. Република Македонија во Обединените нации е запишана како територија, фиром, но ниту се запишани граѓани македонци, ниту македонски народ, ниту македонски јазик. Добро, и за тоа има различни толкувања, но ова е секако појаснување на селото тоа. Значи, договорот е одличен и поентата за минирање на самиот договор, преку бојкотирање на референдумот, организирано од страна на делот на ВМРО ДПМН, кој што има интереси оваа држава да можеби да се распадне за да се спасат од одредени одговорности. Целата операција беше со цел, крајна цел да тие да се спасат, а да се уништи државата. Мислиш дека е толку фокусирана целата операција, дека не се повисоки државни интереси во прашање, туку се работи за лични повисоки интереси кај дел на врвот на ВМРО ДПМН, Никола Груевски и останатите кои што се предмет на судски постапки преку СЕО, Бог да чува. Во ниеден случај. Целта беше спасување на кожите на стотина луѓе и ништо повеќе. Тие беа подготвени да ја жртвуваат иднината на државата, дали ќе опстои или нема да опстои. И тоа се факти. Благодарение на големата визија на премиерот Заев, кој што создаде предуслови и услови за да се направи договорот, договорот побина, во тие предуслови ги направи одлична релација со Бугарија, со договорот за добрососедство, да не го забораваме тоа. И ние од еден потенцијален благ непријател цело време создадовме голем поддржуваш во нашите евроатлански патишта интеграции. Значи, создадовме грб и лоби. Оставивме минатото го закопавме, значи, длабоко, историчарите се занимаваат со историјата. Визијата на премиерот беше да се фокусираме на сегашноста и како да градиме добра иднина која што ќе биде за нашите деца и за доброто за економијата. Тоа, да речеме, дека го со Грција е истото, копи-пейст. Добро, каква е проценката тогаш на ВМРО, бидејќи се тргна контра тоа во еден, да кажем, голем стил и многу гласно? Дури мислам дека и покреветувањата дека нема да се повикува на бојкот, партијата практично работеше на бојкотирање. Ти организираа бојкот. Јас бев на терен, гледав што се случува и целото партиско членство на ВМРО ДПМН, кое што е дисциплинирано и кое што чека партиска наредба, беше ставено во функција на бојкот. Што е стратегијата? Да се доведе Македонија во политичка криза за да се избоксува точно така. Добар резултат? Идејата на ВМРО ДПМН беше Македонија да се доведе на работ од бездната, во состојба каде што ќе се доведе во прашање иднината на државата и од аспект безбедност и потенцијален расцеп на државата, затоа што неизбежен е фактот дека напролет следи разврска на состојбите на северот од Македонија. Идејата беше Македонија да влезе во тој пакет на проблеми, за тие да седнат на маса со преговарачка позиција. Ние имаме 300.000... Зошто би очекува... Значи, тие сакаат да настапат... Значи, тие реално имаат околу 250.000 поддржувачи. Тие лицитираа со оние што седат дома, бидејќи е најлесно да лицитирате со бројката бојкотирале. Ако одиме по таа математика, Левица има 1.200.000 што бојкотирале, а немаат 100 члена. Но тие сакаат да извадат бројката што поголема, демек тие имаат контрола над поголем број од населението во Македонија, за да седнат на преговарачка маса, на зелена маса, да се испазарат за своите криминали. Не е ли тоа малку нефер кон новото раководство во ВМРО ДПМН предводено од Мицкоски? И Мицкоски е влезен комплетно во таа заговорничка шема, мислиш? Тоа е проблем на господинот Мицкоски. Тој имаше голема шанса, на почетокот покажа некаква своја волја за демократизирање на партијата, бидејќи ако ги погледнете и проценките и самите насоки од меѓународната заедница дека е неопходно демократизирање на ВМРО ДПМН,
Тој декларативно на почетокот се залагаше за наводно демократизирање, преми некои од реформаторите така натаму. Па дури нов статут наводно се направи, ништо тоа. Тој не направи ништо друго, туку продолжи по старата политичка матрица по која што се владееше и претходно и продолжи да ги штити интересите на поранешниот врв на партијата. Која е причината за тоа? Времето ќе покаже, но тој едноставно си стави на коцка својата политичка кариера, затоа што според мене лично Христијан Мицковски веќе е мртва политичка фигура и тој нема интегритет да се појави и пред членството на ВМРО ДПМН, дури на оние со испран мозок, затоа што тој не направи апсолутно ништо. Тој само продолжи тивко и мирно да владее нешто во стилот на Емил Димитриев како премиер, а послушно малце додуше со повеќе ароганција и со повеќе став од Емил Димитриев. Со повеќе глупирање, јас би рекол, и контрадикторности. Кога велиш врвот на партијата, врвот на партијата обично се сведуваше на неколкумина прецена братучедите. Како е можно сега, откако настанаа сите овие, да кажем, ломови и така натаму, во овој момент, прво од врвот на партијата очигледно го нема Груевски во јавноста, не се појавува. Партијата предводена од Мицковски жестоко влегува, или барем некои од неговите, да кажем, блиски луѓе жестоко влегуваат во пресметка со Мијалков. Мијалков туку што пред 1-2 часа објави став дека мора да се сочува единството на партијата. Мислам, сега се знае ли во ВМРО кој против кого и зашто се залага? Бидејќи предпоставувам дека сепак имаш по инсайдерски информации од тоа што јавноста може да ги види. Видете, ако некој пред се ги нарушил идеолошките вредности на ВМРО, тргајќи од 2008, која почна најарогантно да кршат и правила и принципи, затоа што кодексот на старото ВМРО бил честност, патриотизам, работа за државата. Во старото ВМРО постоеле тешки казни за некој кој што ќе посегне да краде од буџетот на организацијата и така натаму. Од касата. Од касата. Тие ги погазија тие принципи, почна да газат се после 2008 година, 2009 Тој историјата го знаеме. Сега како од 2011. Но мора да повлечеме паралела од таму. Значи се што е тие го уништија фундаментот, базата. Сега нема зашто да се фатат и веќе сме дојдени сега, денеска, во една ситуација на лични интереси кои што држи од структурата на партијата, од аспект на пратеници во собранието, кој колку пратеници би можел да контролира, кој како би влијал врз базата долу, затоа што доле во членството имаме некои си 150.000, 200.000 членови, гласачи, кои што се подготвени да гласаат у име на партијата, без разлика кој да дојде. Со една војничка послушност. Точно така. Тие 150-200.000 лојални гласачи на ВМРО ДПМН имаат изградена дисциплина, се случуваа многу превирање во партијата, на времето излезе па се врати Владимир Голубовски, па Борис Мејковски, па Борис Тримеров и се вратија, но ние останавме, ние гледаме што ќе ни каже официјално партијата. Затоа сега борбата за официјалната власт во партијата ќе биде уште потешка и подраматична од она што се случуваше 2003 година, 2004 година, кога се случи Панорама и така натаму. Можеби нема да има вечерва таков тип на разврска, но бидејќи вечерва е закажан централниот комитет. Вечерва е закажан централниот комитет на партијата и не случајно Сашо Мијалков повикува на единство на партијата. Од една страна можеби собира се уште легитимитет, сила, поддршка од луѓето во партијата, од членовите на Централниот комитет, затоа што самиот процес на демократизација во ВМРО одамна не постои. Конгресот, на кој што беше избран Никола Груевски, делегатите беа бирани лично од него. Конгресот на кој што беше избран Христијан Мицковски, исто делегатите беа бирани од Централата. И поранешниот врв на партијата беше составен од 5 луѓе. Другото беше театар. Таму беше Никола Груевски, Сашо Мијалков, Мартин Протогер, Зоран Ставрески и Милејана Киевски евентуално одредени работи. Пак сива еминенција, усенка, се истите луѓе минус Сашо Мијалков. А зашто минус Сашо Мијалков? Каде се разделија нивните интереси? Па, дали се реално разделени? Или ова е глума на некаква разделеност со цел некоја задна намера, ќе покаже времето, но тие во моментов глумат поделеност, затоа што барат начин како да го оправдаат својот катастрофален неуспех. Тие зедоа на душа дел од
македонскиот народ и го изманипулира да бойкотира. За една историска одлука каде што ние сите сакаме да влеземе во Европска унија и НАТО и седоа грефна душа да ги натераат тие луѓе да седат дома и сега како да го оправдаат тоа? Лажејки дека во собрание нема да помине и дека готово тие на избори доаѓаат за кратко време и секи си продолжи по старо. Да, а клиентелизмот, бидејќи имаме надолу ние канцер во општеството, во структурите на ВМРО ДПМН, каде што имаме од највисоко ниво до најниско едно 5 до 10.000 луѓе кои што имаат личен висок финансиски интерес. Значи и некои си кои што уопште на Чешинова Облешева има личен финансиски интерес од ВМРО ДПМН доколку е на власт. Некои во не знам, у Чучер Сандево има интерес. Поентата беше да ги врзат тие луѓе кои што беа врзувани преку личниот интерес вработувања, ситни тендерчиња и така натаму, да го држат јадрото на тој начин. Сега, од кога го излажаа и се случи најголемиот успех, гласањето на 80 пратеници, тоа е голема победа, и отварањето на темата за уставни амандмани се случи една состојба која што е голема победа за Република Македонија, но голем пораз на послушниците на партијата остана спротива тој важен процес. Така, и сега како да ја вадат ситуацијата, кој кому да го Не беше ли грешка што ги исклучија веднаш вечерта пратениците кои гласале? Тоа е најголемата и најтешката стратешка грешка која што стави икс на политичката кариера на Христијан Мицковски. Тој цело време говореше и манипулираше и лажеше за време на референдумот дека ги остава граѓаните да се изјаснат кој како сака дали ќе гласат или не. Според сопствена совест. Ние видовме на референдумот дека по насока на врвот на партијата тие луѓе не смеја да излезат од дома и од партијата им беше кажано ќе биде евидентирано кој ќе искочи да гласа. Немаше доволно докази да се докаже тоа, но иако го знаевме на терен, се случува чекор број 2. Претходно во изјави Христијан Мицковски лаже дека секој од пратениците по своја волја ќе гласа во собранието. За на крај да станат во моментот на чинот на гласањето, за да се видат кои се 8 пратеници кои што ќе гласаат, дури бара гласање поименично, за на крај, за неколку часа експресно да бидат исфрлени од партијата. Кај е демократијата во таа партија? Кај се демократските капацитети? Зарем има во светот пратеник да биде исфрлен од партијата затоа што гласал по сопствено убедување за Европска унија и НАТО? Кои се можните сценарија за овој расплет сега? Што мислиш дека ќе се случува во самата партија, во парламентот како рефлексија на случувањата во партијата и конечно во врвот на партијата? Прво, може ли да се очекува брз расплет или ова ќе биде криза која ќе трае подолго време? За среќа, после големата победа на македонскиот народ, на граѓаните на Република Македонија, и со чинот на референдумот, со повеќе од 100.000 гласови, и со 80 пратеници во собранието, кризата од државно ниво сега се префрла на партиско ниво. И што е добро. Да. Нека си ја решаваат на партиско ниво. Сега, јас сум разочаран што само 8 пратеника за почеток, бидејќи ја очекував реално барем 15 пратеника, познавајќи ги. Информациите да сега овој Палмер ќе се сретне барем со 10 пратеници од ВМРО. Постојат пратеници кои што беа уплашени, уценети, стегнати и сега е потребно само да бидат охрабрени да гласат онака како што самите проценуваат. Без да дозволат некој да им се заканува. Тие луѓе беа под притисок, беа во менѓеме и не смееа да гласат онака како што ценат. А тие имаат легитимитет пред граѓаните. Сега, после овој процес, веројатно, после охрабрувањето, самите ќе донесат нормална одлука која што е здрава за нивните деца, за идните поколенија, да гласаат за едината нова држава, бидејќи Македонија нема алтернатива освен НАТО и Европската унија. Така да... Добро, ти лично се чувствуваш уште како член на партијата, како ти е... Не, јас одамна излегов од ВМРО ДПМН 2010 година и мојот став тогаш беше... Што и да се случи со партијата, да дојде до нејзино демократизирање, тебе тоа не те? Не ме интересира. Што се случува со сите овие други, да кажам, иверки кои што излегува, еве гледаме разноразни реформисти, гледаме разноразни официјално поделени, да кажем, отцепени делови на ВМРО кои се повикуваат. Јас не би рекол дека се иверка реформаторите, затоа што колку и да биле блиски дел од нив со раководството на партијата, тие собраа храброст 2016 кога и не беше известна состојбата што ќе се случи со власт. Тие ставија на ризик
дел од своите кариери, можеби и слободата, знаејќи што се случи со мене и други партиски непослушници и така натаму. Да, се одржа таа лекција прилично јасно да биде на сите. Тие кренаа глас пред изборите 2016, што е за поздравување. Сега, тоа крило, реформаторското, има капацитет да ги види, да го види патот на Република Македонија во иднина. И тие јасно посочуваат дека ние немаме алтернатива освен демократизирање на ВМРО-ДПМН, Европска унија и НАТО. Тоа се основните постулати на самите реформатори. Сега, колку тие ќе успеат внатре во партијата, бидејќи таму се уште има страв, има притисоци, постои некоја кохезија, дури има и манипулирање со членовите, слушајте што ќе ви каже централата, не ги слушајте, овие се отпадници, но мислам дека со тек на време тие ќе успеат да ги наметнат своите принципи и она за што се залагаат. Сега, би сакал тука да искоментирам дека јас не го поддржувам ставот денешен на Беса и користењето на моментот за нешто што тоа не е сите за дневно политички, популистички поени и така натаму. Поголемите партии излегува со став дека нема да се користи овој момент за тој тип. Сега моментот е средината на Македонија и договорот. Други теми да не се отвараат. Претпоставам дека и Беса се бори за некакво мало сонце таму на својата политичка сцена, па мисли дека ќе ги огрее. Се обидува нешто на националистички план да добијат нешто кое што не е ни време ни место, но ова со нови десетина пратеници кои што би разговарал Палмер е сериозна работа. Тогаш веќе 8 плюс 10 се 18 пратеника. И тоа Добро, веќе ние не знаеме дали во тие 10 не си некој од овие што гласаа веќе така натаму, но сепак станува веќе за двоцифрена бројка. Но да не забораваме дека партијата кога се подели во времето после Панорама помеѓу Љупчо и Ѓорѓиевски и Никола Груевски, поголемиот дел од пратениците останаа верни на поранешниот лидер на Љупчо Ѓорѓиевски. Никола Груевски, ако се сеќавате, во собранието имаше многу малку пратеника 2005-2006. Но тие изработија една операција во тоа време, целиот багаж на партијата од владењето од 98-2002, лицата кои што беа оцрнети, за кои што постоеја сомненија дека се поврзани со криминални активности, дури некои што лежеа и во затвор како Ламбер Нудов и останати, Љупчо Ѓорѓиевски ги зеде со себе за да му отвори пат на Никола Груевски да изгради имидж на честна партија. За сега Христијан Мицкоски не може да го направи тоа, затоа што тој себе си се девалвираше со своите капацитети. Значи ли тоа дека Груевски може да се врати назад во партијата? Во ниеден случај. Значи ли тоа дека може да Љупчо Ѓорѓиевски може да се врати ако тој во ниеден случај не верувам. Па кој ќе биде следниот лидер на партијата, бидејќи јас гледам дека за Христијан Мицкоски немаш високо мислење во смисла неговите шанси политички да преживее. Што ќе се случува? Партијата на крајот мора да има некакво водство. Видете вака сега. После режим е нормално и после авторитарно владење во една партија, да имате пирамида од шеф, 3/4 луѓе околу него кои биле сиви еминенции, празен простор од едно 100 места и понадолу другите се марионети за употреба. И сега во една таква ситуација и да имало луѓе кои имале капацитет, интегритет, знаење да напредуваат, не е било дадена можност и сега е тешко од тој базен од едно 200 луѓе да се одбере кој би бил лидерот. Поклучното прашање е дали ќе успеат да се најдат во ВМРО-ДПМН 20 луѓе од пратениците и уште 50 кои што не се во пратеничкиот состав, кои што би седнале и би разговарале за едината на партијата, а не за едината на Македонија пред се и што е добро за нашата држава, да направат некој концепт како понатаму во иднина, а во некоја следна фаза да се договарат помеѓу себе за раководни тела и така натаму. Затоа што ние имаме дефицит, односно имаме криза на луѓе кои што имаат храброст да го кажат своето мислење. Ние имаме состојба на луѓе кои што ќутат, се грчат и чекаат што ќе се случи, тактизираат. Да не забораваме дека баш кога се делеше партијата... Тие критериуми беа изградени во партијата. Да не забораваме кога се делеше партијата и во минатиот период помеѓу Љупчо Ѓорѓиевски и Никола Груевски, Владко Ѓорчев баш у тој клучен период беше болен или го немаше месец дена. Владко е секогаш на службено патување кога има криза. Да, во клучни моменти. Така да тој синдром Владко Ѓорчев сега постои кај други пратеници и чекаат и функционери на ВМРО-ДПМН чекаат да видат што ќе се случи во иднина. Да бидат генерали после битка. А зошто? Затоа што им е поважен нивиот личен интегритет и комодитет во партијата, отколку нешто друго. Добро, ова се чини дека сето започна, заправо ние знаеме дека не започна, но некако иницијална искра беше изјавата на премиерот, понудата во собранието за некакво помирување и за некакво простување.
Бидејќи ти раководиш и со една организација која што вика Зелена лупа, каде што се борите за отворање наново на разноразни судски процеси, борба против неправди и така натаму. Како ти ја доживеа оваа понуда на Заев? Дали тоа, бидејќи тоа веднаш се протолкува како понуда за амнестија? Не. Видите вака. Јас прво ќе почнам, прочитав еден Facebook статус или Twitter беше, кој што баш убаво ја ослика состојбата. Убава е понудата од христијански аспект на премиерот, но среќа што законите не ни се религиозни. Да. Така да, човечката димензија и големината на премиерот Заев била покажана милион пати. Тој имал срце за доброто на државата и да простува, дури ставете се во негова кожа човекот кој што имал можност да слушне илјадници разговори, дури од негови соработници кои што се денеска успел да го помине тоа и за доброто на државата да гледа многу подалеку. Твое мислење дека тоа не е резултат на некаков пазар? Не. Зад сцената? Не, значи... Бидејќи главните коментари и особено сега нападите кон Мијалков и така натаму, гледаме ова сега изминативе 24 часа, е дека тоа всушност некаков договор меѓу Заев и Мијалков со некакви валкани опции нешто да се простува, па од тука натаму и така натаму. Видете вака, јас ќе кажам една работа. Многу луѓе може да бидат слепи доколку не може да ја видат големината на Зоран Заев и љубовта кон Македонија, подготвеноста да жртвува се за доброто на државата. Да не забораваме, во времето на бомбите, тој имаат фамилиарен бизнис традиционален 20 години. Тој како градоначалник можеше да се шета на јахти, можеше да ужива од лично спечалени пари, тој влезе во војна, стави на ризик и фамилија, и бизнеси. Тој да го знаеме. Не интересира сега овој дел. Правиме паралела со сегашниот дел. Љубовта кон Македонија од страна на Зоран Заев и желбата да изградиме модерна европска Македонија со добрососедски односи, во одлична состојба со сите соседи, да градиме економија, да градиме пазар, да градиме општество е многу поголема од колку било каква минорна ситуација да се симне на нивото на некакво преговарање. Преголема е љубовта кај Зоран Заев однос на државата и иднината за било што. Добро, знам, но Зоран Заев е сепак и политичар. Тој мора да собере 80 гласа во парламентот за да продолжи процесот за уставни промени. Не се согласувам со тој дел, затоа што многу луѓе почнаа да организирано да шират лажни вести во оваа држава. Значи тоа се случува во еден центар, ама сега имаме канонада од подготовка на лажни вести, оцрнување на Зоран Заев, дека бил предавник, дека било вака или така. Па вадење на муабети, нема ништо драматично ново во тоа. Вадење на муабети и дезинформации во однос на неговиот брат, обидување да го поистоветат со Сашо Мијалков, кој што нема врска, лично тврдам, бидејќи лично ги знам состојбите и не е така. Пак обидување, девалвирање на сите политики кои што ги прави, имало неуспеси деваму таму, се обидува да го оцрнат Зоран Заев затоа што тој е клучната фигура. Тој моментов можеме да го споредиме единствено со Гоце Делчев од времето. Со визија 100 години понапред. Имаше една идеја да добие Нобелова награда за мир заедно со Ципрас и таа беше со краток здив бидејќи во меѓувреме се доделија Нобеловите награди. Моето прашање завршно е: на што може да се надеваат сега сите овие кои што мислат дека е понудена амнестија? Бидејќи ние имаме луѓе обвинети за многу сериозни дела, дела во кои што има насилство, дела во кои што се од областа на тероризмот и така натаму. Се гледа една промена на расположението, сега тие се закануваат дека ќе проговорат да кажат кој стои за сето тоа. Денеска имаше до долго рочиште за 27 април. Има ли тука некаква трговија некој со некого, барем она што ти можеш да го видиш вака од страна? Нашето здружение врши мониторинг на голем број од судските процеси кои што ги води специјалното јавно обвинителство. Ова не е на специјалното. Без разлика, но врши мониторинг и на случајот 27 април. Од она кој што го имаме увидено до сега, сите обвинети до сега се само извршители, изманипулирани и злоупотребени. Останува елементот на рачателите. Така да, моје лично очекување, моја лична перцепција е дека самите обвинети ќе проговорат кој тоа организирал, кој нарачал, кој што правел. Затоа што не случајно јавноста беше исклучена за време на сведочењето на заштитениот сведок и така треба да е по закон, затоа што тој човек става голем ризик, влегува во голем ризик за да каже сериозно, веројатно некои големи работи
Но тоа е индикатор дека доаѓа моментот да се открие мотивот, големиот мотив, затоа што постојат шпекулации, муабети, а можеби и индици дека некој подготвуваше граѓанска војна таа вечер. Некој можеби подготвуваше военна состојба. Военна состојба, да, граѓанска војна веројатно не. Па да прикажат почеток на граѓанска војна за да дојдат до да не забораваме на Доблеста и таа вечер каде што илјадници луѓе се јавија на луѓето од СДСМ да дојдат пред собрание. Зоран Заев, иако беше во состојба животот у опасност му беше, тој луѓето им рече да седат дома. Така е. Бидејќи ги мониторирате тие судења, еве и ова судење од 27, бидејќи самиот имаш искуство како изгледат судски процеси така. Дали е фер судењето во оваа фаза и досега? Што се вашите заклучоци? Ова е компликуван процес за 27 април, се работи за големо обвинение, многу обвинети, бројни сведоци, многу материјални докази и така натаму. Како ти се чини теби на твојата организација, оди ли тоа во некаков правен, издржан правец? Тоа ми беше главната поента. Во секоја една постапка за тешки форми на организиран криминал, самите обвинети имаат избор. Дали ќе проговорат кои се организаторите, во таа ситуација можеби некој да стане соработник на правдата, да, за да си добие подобар третман, можеби ублажување на казната до минимум или само покривање со притворот, со фактот што самиот закон дозволува доколку некој кој што учествувал во групата, ако помогне да се открие повисока инстанца од групата за повисоки цели, тој добива подобар третман. Моето видување, дури и апел до самите обвинети во случајот 27 април, доколку сакат да излезат од таа замка во која што биле наместени, изманипулирани, излажани, некој од нив барем, јавно да си проговорат кој тоа ги мобилизирал, кој тоа ги подготвувал за крвав настан, кој тоа ги насочувал за обиди за убиства, кој тоа делел оружје, кој финансирал, кој вооружувал, кој комуницирал, кој наредувал. Па може да се случи пресврт во целиот случај. Не е ли веќе предоцна за тоа или се уште има време? Во текот на целата постапка има време. Значи, има време секој да се обрати до обвинителството, да си побара да си биде соработник на правдата, да каже што има да си каже. Со тоа, самиот обвинителен акт може да биде проширен кон нови лица кои што се врвот на пирамидата, а надолу да луѓето кои што помогнале се дојде до високата правда, односно ова јавност да увиди, граѓаните на Република Македонија да видат што се случувало, а тоа е и големо достигнување за нашето општество. Затоа што ние ако откриеме дека врвот на сериозна политичка структура и ако се докаже во една судска постапка, се разбере презумпцијата на невиност е број 1, и ако се докаже, тоа ќе биде голема лекција за политичката култура и за здравувањето на демократијата во Република Македонија во иднина. Ване Цветанов, би можеле за ова веројатно до утре сабеле да разговараме. Секако се разбира. Благодарам во оваа прилика. А ние, почитувани гледачи, малку и влеговме во терминот за вести. Колешката Елена Џугуманова е на позиција да ви соопшти барем досега што ни носи денот. Елена, продолжуваме со онаму кај што застанавме пред 2 часа или има и некакви нови настани кои што ќе ги соопштиме? Информациите се отприлика тие, односно темите се тие кои што го одбележуваат денот, меѓутоа секако информациите се менуваат од едно во друго информативно издание, така што најновите детали ќе ги погледнеме веднаш по кратката пауза и по најавната шпица за вестите. Благодарам.